Окултизам и неговите последици. Окултизмот, тајните практики, навики и последици. Окултизмот, збор што кај некој буди страв, кај други љубопитност, а кај трети фасцинација. Од древните алхемичари и мистични редови до современите окултни практики, оваа темна и тајна наука отсекогаш привлекувала внимание. Но, што навистина представува окултизмот? Дали е тоа само древна мудрост, опасна магија или нешто многу подлабоко? Во ова видео ќе навлеземе во неговите практики, навики и можните последици. Што е окултизмот? Окултизмот се однесува на скриеното знаење, кај тајните учења и духовните практики кои не се достапни за сите. Тој ги опфаќа различните форми на магија, астрологија, демонологија, тарот, алхемија и ритуални обреди кои низ историјата биле користени за постигнување надприродни моќи или контакт со непознати сили. Најпознати окултни практики. 1. Црна и бела магија. Додека белата магија се фокусира на исцелување, заштита и позитивна енергија, црната магија е поврзана со мрачни обреди, клетви и манипулација. 2. Призивање на духови и демони. Некои окултни редови се обидуваат да комуницираат со ентитети од другата страна, преку ритуали и обреди кои понекогаш можат да имаат неочекувани последици. 3. Тарот и астрологија, користење на карти, планети и ѕвезди за предвидување на иднината и разбирање на судбината. 4. Алхемија, древна наука што барала да ја трансформира материјата, но и човечката душа, позната е по обидите да се создаде филозофскиот камен. 5. Тајни друштва, илуминати, розенкројцери, масони. Многу тајни организации низ историјата практикувале окултни ритуали, оставајки зад себе бројни мистерии. Последици од окултните практики. Додека некои веруваат дека окултизмот може да донесе моќ, знаење и духовна еволуција, други предупредуваат за опасностите кои произлегуваат од отворањето кон непознати сили. Луѓе кои се занимавале со окултни практики пријавуваат психолошки последици, халуцинации, анксиозност и чувство на прогонетост. Физички манифестации, чудни звуци, предмети кои се движат сами од себе, сенки кои се појавуваат од никаде. Обседнатост и негативни енергии. Многумина тврдат дека комуникацијата со духовите може да доведе до несакани ентитети во нивниот живот. Кармски и духовни последици. Окултните учења велат дека секоја акција има цена. Окултизмот останува тема што предизвикува многу контроверзии. Дали е тоа само древно знаење, опасен пат или алатка за духовен развој? Оставаме на вас да одлучите. Што мислите вие за окултизмот? Пишете во коментарите дали верувате во окултните сили и дали би се осмелиле да испробате некоја од овие практики. Не заборавајте да се претплатите на канал Тампес за уште повеќе мистерии и необјаснети феномени. Окултни предмети и нивното значење. Многу окултни практики користат специјални предмети за да привлечат или контролираат енергија. Некои од најпознатите се пентаграм, символ што се користи и во заштитни и во темни ритуали. Во некои традиции се верува дека го штити оној што го носи, додека во други се користи за повикување на одредени ентитети. Гримуари, тајни книги со магиски формули, вудумагиски ритуали. Најпознатиот е Некрономикон, кој според легендата содржи знаење што може да донесе огромна моќ или уништување. Талисмани и амулети се носат за заштита од негативни сили или за да привлечат одредени желби, како богатство, љубов или моќ. Морална и етичка дилема. Окултизмот е нож со две сечила. За некои тој е пат кон самоспознание, духовен развој и комуникација со висши сили. За други, тоа е опасна територија која може да го уништи човековиот разум и душа. Некои религии строго го забрануваат окултизмот, велејќи дека секој обид да се контролира надприродното е спротивен на природните закони. Од друга страна, многу практичари веруваат дека самата намера е клучна, дали го користите за добро или зло. Тајните на најголемите окултни редови. Во текот на историјата, постоеле организации кои тврделе дека имаат пристап до скриеното знаење.
Илуминати, мистериозен ред за кој се верува дека има огромно влијание врз светската политика и економија. Розенкројцери, група која комбинира езотерична филозофија, алхемија и мистицизам. Слободни масони, тајно друштво чија символика и ритуали имаат окултен карактер. Златна зора, окултна организација од 19 век, позната по своите мистични учења и ритуали. Предупредување: пред да се обидете со било какви окултни практики, мора да знаете дека некои од нив можат да имаат неочекувани последици. Многумина кои се занимавале со призивање духови или со експерименти со магија тврдат дека доживеале несакани ефекти, од чудни случувања до силни психолошки проблеми. Вашето мислење е важно. Што мислите за окултизмот? Дали тоа е древна мудрост или опасна игра со непознати сили? Дали би се осмелиле да пробате некоја од овие практики? Оставете коментар и споделете го видеото со вашите пријатели. Претплатете се на канал Тампес за уште повеќе мистерии и тајни теми.